Утрово Ќе на завршиме јас кој ќе кажам. нова говорница кажав колешке Даниела дека се додека до ова собрание пратениците го манипулираат народот, го убедуваат дека живее убаво и го караат кога тој ќе се пожали дека не живее убаво, до тогаш ќе ни опаѓа процентот на излезени и до тогаш народот нема да сака да се идентификува со нас. Вие сте млад пратеник и јас ве повикувам да дојдете во онаа група наша на млади пратеници кои што имаме намера да го менуваме тоа. Одлично ја почнавте дискусијата. Ако си погледнете стенограм, ќе видите дека кажавте дека прва сте што признавате дека имаме многу изгубени работни места. И тоа е точно. И тоа е точно. И против тоа треба да се бориме. А потоа во третата реченица претпоставувам дел од соопштението кое што од партија мора да се прочита дека велите дека работните места за среќа биле задржани. Не. Почитувана колешке, работните места не се задржани. Имам измеѓу 40 и 50 илјади луѓе кои што ги изгубија своите работни места и тоа не е добро за никого, а уште па помалку дека треба се фалиме дека не сме ги задржали работните места. Се фалите со помош на актери, па не гледате дека актерите ви се пред влада ви штрекуваат. Се фалите со помош на естрадни уметници, па не гледате дека и тие ви се пред влада ви штрекуваат. Се фалите со помош на лозарите од тиквешијата, знаете таму што се случува, знаете кои ветувања ги давате и знаете по кој пат истите ќе бидат излажани. Срамота е, колешки, ја зборувате за игротеки и за приватни градинки. Срамота е. Денар владата им нема помогнато. Денар. Тие луѓе пола затворија, пола ги продаваат бизнисите и пола ги отпуштија вработените, бидејќи на тие 14.000 денари 500 почитувана јавност, некој треба да плати 6.000 и нешто денари за придонеси. Од кај да ги плати кога има 0 денари приход у фирма од 5 март наваму? Престанете да го манипулирате народот. Престанете, срамота е ова што се случува во собранието. Велите, често пати ве слушам, ни ги читате економиите во Франција, во Германија и така натаму. Председателе, ве молам, ако имате нешто, слободно можете. Имаме два концепти во собранието. Од оваа говорници излегуваат многу лаги, тоа е мој став. Ако вие не се согласувате со мене, земете збор, председателе, втопат ме прекинувате денеска. На кај да завршам? Колешке, во Франција, во Германија и во време на ковид, прашајте ги тие луѓе за својата пота која што ја зимаат како помош од државата, што можат да купат во месецот, и запрашете се вие со тие 6.000 денари што ги давате, што нашите граѓани можат да купат во месецот. И на крајот, зошто бе секогаш се гледаме со најлошите примери? Дајте бе Србија до нас, иста географија, ист менталитет, 1% имаат раст. Благодарам. Благодарам.